Драги ученици, денес повторно ќе се навратиме на геометриските тела. Ќе ги разгледуваме бројот и формата на нивните ѕидови и воедно ќе ги повториме рамнинските фигури. При тоа се што ќе работиме ќе запишуваме за подобро да ги систематизираме стекнатите знаења. Ве покануваме да го проследите видеото. Ке започнеме со пирамидите. Пирамидите се геометриски тела кои како основа можат да имаат било каков многоаголник, тука имаме триаголник, четириаголник, петаголник или шестаголник. Меѓутоа, секогаш бочните ѕидови на пирамидата се во форма на триаголник. Триаголната пирамида како основа има триаголник и трите нејзини бочни ѕидови се во форма на триаголници. Тоа ќе го запишеме на следниот начин. Оваа пирамида е изградена од 4 триаголници. Одиме со четириаголните пирамиди. Четириаголни се бидејќи и двете како основа имаат четириаголници, односно оваа пирамида има квадрат, а оваа има правоаголник, а додека и двете како бочни ѕидови имаат триаголници. Тоа ќе го запишеме на следниот начин. Еден правоаголник како основа и 4 ѕидови бочни како триаголници, односно како основа еден квадрат и 4 ѕидови во форма на триаголник. Оваа пирамида како основа има петаголник, а нејзините бочни ѕидови се триаголници и бидејќи основата е петаголник, тогаш имаме 5 триаголници како бочни ѕидови. А кај оваа пирамида бочните ѕидови ќе бидат 6, бидејќи основата е шестаголник. Бидејќи тука на шемата немаме шестаголник, овој петаголник ќе го коригираме и ќе добиеме шестаголник. Што значи имаме еден шестаголник и 6 триаголници како ѕидови на пирамидата. Ке продолжиме со коцката и квадарот. Знаеме дека коцката е геометриско тело кое е составено од 6 ѕидови во форма на квадрат, а додека квадарот е геометриско тело чии ѕидови се правоаголници. Тоа ќе го запишеме на следниот начин. Коцката има ѕидови во форма на квадрат 6, а додека квадарот има ѕидови во форма на правоаголник исто така 6. Со призма, која често ни прави забуна и не асоцира на квадарот. Тоа е оваа четириаголна призма, на која две основи кои се паралелни, горе и долу, се во форма на квадрат, а додека останатите ѕидови се во форма на правоаголник. И тоа ќе го запишеме на следниот начин. Имаме двете основи во форма на квадрат и 4 ѕидови во форма на правоаголник. Иако кај овие призми основите беа четириаголници, имаме призми каде што основите можат да бидат некој друг многоаголник, односно тоа да биде триаголник, четириаголникот веќе го разгледавме, петаголник, шестаголник или било кој друг повеќе аголник. Доколку две од основите на призмата се триаголници, тогаш можеме да имаме триаголна призма на која што бочните ѕидови се правоаголници и триаголна призма на која што бочните ѕидови се квадрати. Тоа ќе го запишеме на следниот начин. Имаме триаголник како основа и тоа два такви триаголници и 3 квадрати како ѕидови на призмата. Или имаме два триаголници како основа на призмата и 4 бочни ѕидови во форма на правоаголник. И уште тука ќе ги разгледаме петаголната призма, која што како основа има петаголник и 5
правоаголници. Иако можеме да сретнеме петаголна призма на која што бочните ѕидови се квадрати и шестаголна призма на која што двете основи се шестаголници, а во овој случај бочните ѕидови се правоаголници, меѓутоа можат истите да бидат и квадрати. Ке го коригираме петаголникот како шестаголник, бидејќи имаме две основи во форма на шестаголник. И шест ѕидови во форма на правоаголник. И остануваат уште конусот и цилиндарот. Цилиндарот како бочен ѕид може да има квадрат и два кругови како основи кои се спротивни една на друга. Или тоа може да биде правоаголник и два кругови кои се спротивни. И секако конусот, каде имаме еден круг и една површина, што е всушност дел од кружницата. И тука малку триаголникот ќе го заоблиме за правилно да ја обележиме. Во работните листови на страницата од нашата училница ви се дадени шеми за геометриските тела кои можете да ги испечатите и изработите. Доколку веќе ги имате изработено, тогаш пополнете личната карта за секое геометриско тело кое тука ви го презентираме. Сликајте што сте сработиле и фотографиите испратете ни ги за да ги објавиме на страницата од нашата училница. Ви посакуваме пријатна работа и ви благодариме на вниманието.